Осигурувањето. Трошок или инвестиција за подобра и посигурна иднина. Денес оваа тема истражуваме во приказна. Добре дојдовте во неа. За одржлив осигурителен пазар неопходно е осигурителните компании да бидат финансиски здрави. Што друго носиме во истражувањето кое што го подготвивме денес во приказна. Осигурителната индустрија има голем потенцијал за развој, на што укажуваат износот на бруто пласираната премија по глава на жител во регионот, како и учеството на осигурителниот бизнис во бруто домашниот производ. Податоците укажуваат дека свеста за осигурување кај населението во Македонија е на пониско ниво, отколку во земјите од регионот, а особено во споредба со европските земји. Животното осигурување е едно од најбрзо растечки финансиски дејности во Македонија. Меѓутоа, и покрај овој факт, степенот на развој на животното осигурување и бројот на осигурени лица е значајно помало од развиените европски земји. Ние, например, сме компанија основана со австријски капитал и ако го видиме начинот на развој на животното осигурување во Австрија, се гледа дека бројот на активни полиси на австријскиот пазар е поголем од бројот на жители во истата држава. Кај нас овој процент се уште се движи некаде под 10% од вкупниот број на население, со што се гледа големата разлика во степенот на развој на пазарот на животно осигурување споредено со Австрија како водечка компанија како водечка земја во земјите од југоисточна Европа. Меѓутоа, по друга страна се гледа и потенцијалот кој што е пред нас и може да се искористи во идниот период. Во земјата осигурувањето на имот се уште се смета за трошок, наместо инвестиција во сигурна и безбедна иднина. Најдобар показател за тоа колку е ниско учеството на осигурителниот сектор во вкупниот финансиски сектор е степенот на пенетрација на осигурувањето, кој се изразува како процент помеѓу бруто запишаната премија или бруто полисираната премија и бруто домашниот производ. Тој во 2020 година во Македонија изнесува 1,52%. И ако го следиме растот на тој индекс од 2016 до 2020 година, ќе забележиме дека од 2016 бил 1,47%, во 2020 година е 1,52% и тој раст треба да не загрижува. Развојот и организацијата на осигурувањето во Македонија во период подолг од половина век е производ на системските, сопственичките и структуралните промени во општеството. Осигурителниот сектор во земјава се карактеризира со ниско учество во финансискиот сектор. Степенот на развиеност на осигурувањето во нашава земја е на релативно ниско ниво, што да кажам не става уште на поповолна ситуација да се развиваме, че имаме огромна можност за развој, воведување на иновации и преземање на искуство од нашите матични компании. Во извештаите на меѓународните финансиски институции, најчесто осигурителниот сектор се опишува како еден од најмалите во Европа, во апсолутни броеви и релативно во однос на популација. Либерализацијата на осигурителниот пазар создаде услови за привлекување на странски капитал и зајакнување на конкуренцијата. За одредени класи на осигурување се уште не сме доволно развиен пазар, за некои дури и на почетокот на развојот сме. Што се однесува до класите кои што се високо развиени на развиените осигурителни пазари, како што се животното осигурување, здравственото осигурување, осигурувањата, различните осигурувања од одговорност, тука сме на почетокот на развојот. Тие се многу зад имотните осигурувања и водечките осигурувања на нашиот осигурителен пазар, а тоа се осигурувањето на моторните возила. Најзастапени на осигурителниот пазар се осигурување од автоодговорност, кој е задолжителен вид осигурување, како и осигурувањето на имот како втора најзастапена класа. Осигурувањето на имотите е традиционално осигурување во Македонија, меѓутоа тоа се сведе последните децении само на основните пожарни осигурувања. Пазарот за продуктите од неживотно осигурување го формираат 11 осигурителни компании, додека кај животното осигурување свој продукти нудат 5 осигурителни компании. Во првите 6 месеци од годинава граѓани, компании и институции наплатија
1,94 милиарди денари, односно 31,5 милиони евра обештетување за штети покриени со осигурителни полиси за неживотно осигурување. Компаниите за неживотно осигурување во првото полугодие годинава исплатиле 319,5 милиони денари, односно 5,2 милиони евра, односно 20% повеќе штети во споредба со истиот период минатата година. Кај осигурувањето живот значаен раст на вложувања има кај осигурителниот производ Unit Linked, кој е поврзан со вложување во инвестициски фондови, при што инвестицискиот ризик е натовар на осигуреникот. Пазарот на животно осигурување расте со двоцифрени стапки, меѓутоа засега само 1% од македонците имаат ваква полиса. Одредени земји како што се Хрватска, Словенија, Бугарија, па до некаде можеби Романија и Србија, имаат поголем степен на развој на животното осигурување во однос на Македонија. Во последните 10 години со брзата динамика на развој на животното осигурување во Македонија ово јас постепено се намалува. Меѓутоа сепак евидентна е потребата за дополнително зголемување на брзиот развој на животното осигурување со цел да се достигне тој регионален просек. Учеството на премијата по глава на жител пак изнесува само 5 евра. Според тоа се покажува дека потенцијалот за развој на овој сегмент од осигурувањето во земјава е огромен. Исто така треба да се потенцира дека мора да се зголеми улогата и ангажирањето на осигурителните друштва во социјалниот живот и на тој начин ќе се добие една поголема свесност за тоа што работат осигурителните друштва, како тие се грижат за своите осигуреници, како се грижат за општеството, зашто секако осигурителните друштва имаат и пошироко општествено значење отколку само да надоместуваат штети. Полисите за животно осигурување се уште се незначителни, односно од вкупно склучените договори за осигурување што изнесуваат 1.023.983, само 6.971 се однесуваат на договорите за живот. Имено од вкупно бруто полисираните премии во износ од 7.013.622 денари, за неживот се 598.134 денари, а за живот 6.415.488 денари. Односно полисите за живот учествуваат со 8,5% во вкупното осигурување. Согласно со степенот на развој на осигурителната индустрија, јас сметам дека потенцијал за раст има во сите класи на осигурување. Сепак имајќи предвид економската развиеност на земјата и финансската состојба како на населението, така и на корпоративниот сектор, одредени класи на осигурување во моментов имаат малце поголем потенцијал од останатите. Тука можеби би можел да ги издвојам животното осигурување, здравственото осигурување, имотното осигурување, па можеби и земјоделското осигурување како осигурување кои што се неопходни и потребни во секојдневното живење. Осигурителните компании треба да едуцираат јавноста и да го развиваат пазарот, потенцирајќи ги придобивките од осигурувањето, но и да им предочат на луѓето дека осигурувањето е потреба, бидејќи представува инвестиција во сопствената иднина. Секако дека иако животното осигурување кај нас бележи големи бројки на раст, се уште двоцифрени во однос на неживотното, се уште има огромен простор за, односно има огромен потенцијал за раст, затоа што споредбено со земјите во опкружувањето, а посебно со земјите од Европската унија, се уште е на ниски гранки, како и целиот сектор на осигурување воопшто. Кај нас се уште во вкупниот пазарен удел, во вкупниот пазар на осигурувањето 85% од прилика некаде отпаѓа на неживотното осигурување, 15% отпаѓа на животното осигурување, но тоа е со добра тенденција за раст и само покажува дека се уште има голем потенцијал на пазарот, како впрочем и во неживотното осигурување. Ако се споредиме со земјите во околината, ако ги земеме податоците за густина и за степенот на густина и степенот на пенетрација, значи кај нас осигурувањето учествува некаде со 1,5% во бруто домашниот производ, што е доста, да кажеме, ниско во однос на регионот.
додека степенот на густина некаде изнесува, односно просечна премија по жител е некаде околу 4800-4900 денари, што е навистина пониско во однос на регионот, а да не разговараме за земјите од Европската Унија. Тоа се должи на неколку фактори. Прво е пониската економска моќ на населението и слабата информираност за тоа што значи и колку чини осигурувањето. Тоа ние го знаеме најдобро од терен и затоа една од главните работи на осигурителната индустрија заедно со Агенцијата за супервизија на осигурувањето и Министерството за финансии, како и другите финансиски институции, е да во наредниот период преку таа една финансиска едукација го доближиме осигурувањето како продукт, односно како потреба и инвестиција кон граѓаните, а не како трошок. Се менува полека, како што спомнав и претходно, тука најголема одговорност треба да превземеме ние компаниите, осигурителниот сектор, подпомогнати со државните институции. Секојдневно гледаме извештаи за пожари, несреќи, штети во земјоделието, но за жал се уште голем број од тие репортажи кои што ги гледаме или известувања од вас новинарите излегуваат дека не се покриени со осигурување. Голем дел од имотот на граѓаните, морам да кажам и државата, е во поголемиот дел е неосигуран. Имавме еден неофицијален фрапантен податок дека само 4% од имотот во Македонија е осигуран. Односно, ајде да кажеме, тоа се најчесто становите кои што дефолтно мора да се осигуруваат затоа што се под хипотека кај банката или се под залог. Компаниите голем дел имаат осигурување и најголемиот дел на осигурување на имот учествува кај нив, но се уште осигурувањето се сваќа како трошок. И ако го гледаме портфолиото на осигурителната индустрија, околу половина од колачот зафаќа задолжителното осигурување од автоодговорност, додека останатите класи полека, но сигурно напредуваат. Прво, потенцијал има во сите осигурителни класи. Повторно ќе кажам, ќе го тргнеме на страна автоосигурувањето, кое што е задолжително и кое што со некои движења на пазарот и со некои регулативи можеби ќе дојде до некоја си либерализација на пазарот на автоосигурување, односно нема да биде регулирана цена од страна на државата, но во сите други класи има огромен потенцијал. Го спомнавме веќе доброволното здравствено осигурување, кое што има навистина голем раст, но навистина има и голем потенцијал. Имотните осигурувања секако се едно од големите потенцијали. Земјоделското осигурување, иако доста е застапено и расте, се уште не е во доволна експанзија, која што една прогласена земјоделска земја, ајде да кажеме, со која што се фалиме, за жал многу ниско е степенот на осигурување на посевите и плодовите. Тука се најголемите потенцијали, нормално имотните осигурувања, веќе ги спомнав, значи домаќинството за еден човек мислам дека нема посвето место од сопствениот дом, но за жал тоа е многу често не е осигуран. А цените се навистина може да варираат од 40 евра па нагоре, зависност од големината на станот. Но повторно ќе кажам, чини многу помалку од она што народот мисли или што граѓаните имаат перцепција. Дали перцепцијата за осигурувањето е како подобра иднина, намалување на ризиците со кои може да се соочиме или пак трошок? Прво ви благодарам за поканата. Морам да истакнам дека се уште мајндсетот на нашите граѓани е дека осигурувањето е трошок. Но задачата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето е таа перцепција да ја менува со побрза динамика, од проста причина што навистина осигурувањето не представува трошок, туку представува зголемување на квалитетот на живот. Постојат повеќе студии кои покажуваат дека за 1 денар инвестиран во осигурување добивате од 200 до 300 денари обештетување во зависност од услугата на осигурување која се испорачува. Значи, мора да разбереме дека не
погрешна инвестиција доколку инвестирате во осигурување, туку осигурувањето доколку го направите како финансиски инструмент го купите, вие добивате сигурност од една страна, но и зголемување на квалитетот на живот. Ситуацијата со пандемијата ни покажа на сите нас дека ризиците напаѓаат секојдневно, некогаш и без да имаме некаква проекција дека ќе се случат. Дали тоа значи дека, например, осигурувањето може да ги антиципира оние штети кои што на некој начин може да ги донесат ваквите ризични ситуации? За сите ризици осигурувањето треба да понуди одговор, односно да понуди осигурителна полиса која ќе го обезбеди тој ризик. Умешноста е на осигурителните компании, нормално и на регулаторот кој го регулира пазарот, да обезбеди клима да се понудат овие финансиски инструменти кои ќе бидат достапни на осигурениците. Тоа е и интенцијата на регулаторот. Што повеќе да обезбеди услови осигурителните друштва да понудат лепеза на производи кои ќе бидат во интерес на клиентите, на осигурениците, на потенцијалните осигуреници, со што од една страна осигурителните компании ќе обезбедат бруто полисирана премија, но од друга страна ќе обезбедат услуга за своите осигуреници кој доколку се случи одредена штета, таа ќе биде квалитетно, навремено и во вистински износ испорачена до осигуреникот. Во нашава земја сите истражувања укажуваат дека автоодговорноста е едно од најпривлечните на некој начин продукти на осигурувањето. Дали можеби тоа што е задолжителна влијае на овој факт? Видете, нашиот пазар се уште во сегментот на неразвиени осигурителни пазари и кај нас задолжителното осигурување, значи автоодговорност и зелена карта е некаде над 50% од вкупната маса на осигурување. Тоа не е добро и тоа работиме да го промениме. Зошто не е добро? Се работи, како што рековте, за задолжително осигурување со утврдена цена и од друга страна имаме високи провизии на самото осигурување при продажбата. Тоа е една комодна зона во која се наоѓаат осигурителните друштва и ние како регулатор се трудиме да ги извадиме од таа комодна зона, да најдеме начин како преку супервизорски мерки да ја намалиме оваа висока провизија и од една страна да го поевтиниме нивото на осигурување, а од друга страна да ги натераме осигурителните друштва, акционерите и менаџментот на овие друштва да најдат начин како да произведат нови осигурителни производи или постојните да го зголемат бројот на нивна продажба, затоа што на крајот сите живееме од тоа ако имаме квалитет во осигурувањето, ако бидат задоволни не само компаниите, туку и осигурениците, односно клиентите кои ќе ги користат овие производи. Истражувања кои што го следеле трендот на продуктите на осигурување во Хрватска и Словенија укажуваат дека осигурувањето на имот се зголемило по земјотресот кој што се случи во Хрватска. Дали понекогаш стравот, лозјото го чува, ќе искористам оваа народна мудрост, има некое влијание во поглед на одредени продукти на осигурувањето? Во суштина, во осигурувањето важи едно правило. Осигурувањето го продава квалитетно испорачената штета, односно обештетувањето. Значи, ова што го констатирате е точно, затоа што доколку компаниите во услови на одреден проблем се покажат, односно на квалитетно ниво, навремено со одреден износ квалитетен, ги покријат штетите, тоа веќе кај осигурениците е најдобар показател дека осигурувањето не представува трошок, туку обезбедување и сигурност за некоја иднина. Тоа што се случи во Хрватска е така и кај нас затоа работиме на тоа, а и компаниите мислам дека го разбираат тој момент. Нема подобра реклама за нив, нема поголем износ на бруто полисирана премија да остварат, доколку не го сервисираат квалитетно осигуреникот на кој веќе му испорачале производ. Значи, секој проблем, доколку се реши квалитетно, тоа предизвикува интерес и зголемување на побарувачката на одредена полиса, дали се работи за имот, дали се работи за живот, дали се работи за здравствено осигурување и така натаму и така натаму. Значи, мора да сватиме дека само квалитетно испорачена услуга во делот на осигурувањето кога ќе настане штета, го зголемува интересот на потенцијалните осигуреници. Би сакала да го споменеме моментот со пандемијата, колку таа влијаеше врз зголемување на здравственото осигурување како момент?
Па мислам дека малку се поклопи периодот, зборувам сега на нашиот осигурителен пазар, минатата година и оваа година фактички најбрзо растечка класа или најбрзо растечки осигурителен производ е здравственото осигурување. 35% растеше минатата година во однос на 2019, а мислам дека и оваа година ќе го има приближно тој процент. Се работи за производ кој е исклучително квалитетен и кој од 11 компании од неживот 10 компании го продава. Значи и самите осигурителни друштва најдоа интерес за продажба на овој производ, но податокот, односно процентот кажува дека и осигурениците се интересираат за тој производ. Значи за одреден износ осигуреникот добива далеку повисок квалитет на здравствена услуга во приватните здравствени институции. Се работи за вин-вин производ каде што тие што можат да си дозволат за одреден износ на купена здравствена осигурителна полица, од една страна добиваат осигурување, односно услуга медицинска на повисоко ниво, а од друга страна истите тие го растеретуваат државното здравство, каде што нели условно речено граѓани кои не можат да купат осигурително приватно здравствено осигурување, ги користат државните здравствени услуги. При тоа е многу битно да напоменеме дека овие што купуваат приватно здравствено осигурување не се ослободени од обврската од своите месечни приходи и понатаму во суштина продолжува да ги плаќаат обврските ниме здравствено осигурување. Значи фондот за здравство не се намалува средствата во фондот за здравство, а од друга страна се растеретува сегментот на државното здравство поради тоа што клиентите кои го користат приватното здравствено осигурување ги користат услугите во приватните болници. Од друга страна, па тоа предизвикува интерес кај приватните инвеститори повеќе да инвестираат и во приватното здравствено осигурување, што секако е момент кој ќе влијае позитивно и врз економскиот развој на земјата. Би сакала да го фатиме делот на осигурувањето како пазарот на капитал од аспект на земјоделството. Нашата земја знаеме дека е сериозно погодена од климатските промени. Имавме и различни периоди во кои што земјоделците беа сериозно погодени. Дали има интерес за земјоделско осигурување? Знаеме дека во Европската унија, например, тоа е многу атрактивно. Како е кај нас? За жал, сегментот на земјоделско осигурување е еден од понеразвиените сегменти. Тука има неколку причини зошто е тоа така. Прво, од 11 компании, само 4 компании продаваат земјоделско осигурување. Меѓутоа, главниот и клучен проблем зошто е тоа така е затоа што после секоја настаната штета кај земјоделецот или во областа каде што ќе настане штетата, кај земјоделецот доаѓа или градоначалникот или премиерот, вице-премиерот и испорачува средства од буџетот за санирање на таа штета. Во такви услови земјоделецот е демотивиран да инвестира во земјоделско осигурување. Доколку сакаме да обезбедиме здрав развој на земјоделското осигурување, неопходно е ризиците од така таа наречена, нели, како се вика, фабрика на отворено. Значи не е тука само земјоделството, тука и грлата говеда кои се осигуруваат во сегментот на земјоделие, да бидат обезбедени, односно обештетени преку осигурителните друштва, односно преку полисите кои се продаваат за санирање на таквите штети. Во текот на оваа година, еден од продуктите на осигурувањето кој што беше атрактивен, да не го сгрешам, е Unit Linked. Но тука имаме еден ризик кој што се јавува кај осигурениците. Како реагирате вие како регулатор во таа насока? Вака, основната функција на Агенцијата за супервизија е да ги заштити осигурениците, но секако и да внимаваме за интересот на компаниите и нормално заедно да обезбедиме развој на осигурителниот пазар. Unit Linkот е производ кој е актуелен не само на нашиот осигурителен пазар, туку и на европскиот, посебно на источноевропскиот пазар, каде што се работи за еден од поризичните осигурителни производи. Значи имате осигурителна компонента во 1%, додека другиот процент, односно дел од средствата, ви се инвестираат во инвестициони фондови. Ризичен производ, но и интересен за инвеститорската јавност. Сега, ние детектиравме како агенција дека тука имаме проблем со транспарентноста на продажбата на овој производ. Значи, многу е битно кога продавате одреден производ на потенцијален клиент, да му ги покажете и да му ги представите сите
предности и недостатоци на истиот производ. Затоа што и кај недостатоците има зошто се тие и како резултат на тие недостатоци, нормално е клиентот да очекува и повисок принос. Агенцијата во моментов работи и мислам дека до крајот на годината треба тој правилник да го донесиме, а тоа е правилник со кој ќе го регулираме начинот на продажба на овој тип на производ, односно ќе ја зголемиме транспарентноста за негова продажба. Пред купувањето на овој производ, клиентот да добие информации точно за каков производ се работи, кои се ризиците, колкава е провизијата и колкави се реалните очекувања кои може да ги има инвеститорот во тој производ во следниот период. За крај само уште ова, колку пандемијата ги смени бројките во поглед на пазарот на осигурување во нашава земја, ако направиме една паралела со глобалниот пазар на осигурување? Среќа во целата несреќа што се работи за неразвиен пазар и генерално немавме последици врз осигурителниот пазар, односно врз неговиот раст. И во 2020, во однос на 2019, имаше раст и во 2021 мислам дека ќе завршиме во однос на 2020 со раст. Чисто само да знаете, на пример, во првите 9 месеци неживотното осигурување порасна за 18%, додека животното некаде е околу 12% во однос на претходните 9 месеци од претходната година. Значи, се работи за мал, компактен пазар и она што сакам да го истекнам, нивото на солвентност на компаниите на овој пазар е на високо ниво, што е многу позитивно, што би се рекло дека секој ризик, секоја компанија е подготвена да го сервисира на квалитетно ниво. Земјоделството како стопанска дејност во Република Северна Македонија учествува со 11% во бруто домашниот производ на земјата. Скоро половина од територијата е земјоделско земјиште, од каде најголем дел е растително производство. Од тука може да се каже дека оваа дејност на вистина влие врз економскиот развој на земјата, а воедно исто така обезбедува нешто што е најбитно за нас, односно ги обезбедува основните потреби на населението, храната. Од друга страна пак климатските непогоди се наметнуваат како една сериозна закана за земјоделското производство во денешно време. Се почесто земјоделците се соочуваат со неповолни временски настани од типот на град, суша, ран мраз, поплави и така натаму, кои влијаат врз нивниот принос. Од тука можам да кажам дека земјоделското осигурување представува навистина најбитна финансиска заштита, која ја зголемува отпорноста на земјоделецот и влијае врз потенцијалните, односно идните катастрофални финансиски загуби. Да, секако дека има, како што реков, земјоделците мораме да ги заштитиме, финансиски да ги заштитиме од овие временски непогоди. Согласно заклучоците од последната COP26 конференција, односно климатска конференција, планетата се трансформира пред нашите очи, што значи дека овие временски непогоди ќе бидат се почести и со се поголем интензитет. Па така, нашата финансиска поддршка, односно заштита на земјоделското производство е повеќе од неопходна. И покрај тоа што има мерка од страна на владата за субвенционирање, односно за кофинансирање на 60% од премијата до 150.000 денари во апсолутна вредност по земјоделско стопанство, сепак во моментов можам да кажам дека немаме воспоставена култура за земјоделско осигурување. Околу 3% од регистрираните земјоделски стопанства се осигурани. Најчесто тоа е растителното производство, малку поретко е сточарството. Светските искуства се различни, но можам да кажам дека едно е заедничко. Кога зборуваме за еден ваков сензитивен сектор кој што е прилично ранлив на неповолните временски настани,
како најповолно решение кое несомнено ќе влијае врз заштитата, врз довербата и сигурноста на земјоделците е воспоставување на еден систем на здружување на ризици или така наречен земјоделски осигурителен пул. Токму и светските искуства го покажуваат. Тоа имаме повеќе такви примери, односно пулови, како што е турскиот Тарсим, кој веќе успешно функционира уште од 2005 година. Потоа шпанскиот Агрисигуро, имаме пул во Азербејџан, во Израел, исто така имаме пул во Австрија, меѓутоа тој покрива ризик град и така натаму. Значи, концептите се слични, кај некој се работи за задолжителни пулови, задолжително земјоделско осигурување, кај некој не е задолжителен карактерот, меѓутоа целта е една единствена на сите нив, а тоа е да се обезбеди финансиска заштита на земјоделското производство. Развојот го гледам токму во воспоставување на земјоделски осигурителен систем, односно пул, кој што по примерот на позитивните светски искуства, бидејќи на таков начин сметам дека навистина ќе добиеме успешен систем од една страна и заштитени земјоделци од друга страна. Потребата од приватно здравствено осигурување е водена од фактот колку граѓаните лесно може да дојдат до определена здравствена услуга, колку време значи треба да чекаат истата да се оствари. Знаеме често пати самите, на жалост посебно во услови на пандемија, дека и често пати поготово во државното здравство самата реализација на таа услуга е доведена под знак прашање, до оправдани причини, бидејќи нашиот државен здравствен систем е под сериозен притисок. Со самото тоа, значи, се наметна и потребата на приватното, односно дополнителното здравствено осигурување, кое пред се значи брзина и лесна достапност. И тоа е оној круцијален фактор кој што доведува до се поголем пораст на клиенти, значи на корисници на дополнително здравствено осигурување и бидејќи компаниите, осигурителните компании кои нудат ваков вид на осигурување, значи дополнително здравствено осигурување, и посебно ние компании како нашата кои што имаат собствен контакт центар и на кои на едноставен начин ги водат клиентите, бидејќи го организираат целокупниот процес, значи на здравствена нега на клиентите и ги рефундираат, односно ги плаќаат нивните трошоци. Клиентите стануваат свесни дека алтернатива на државното здравствено осигурување, на државниот здравствен систем е приватното здравствено осигурување и потенцијалот се гледа или по бројките, значи тоа е класа која има најголем раст од сите осигурувања во текот на оваа година и во текот на минатата година и развојот на ова здравствено осигурување дополнително дополнително е придружен и од фактот што самиот развој на медицинска инфраструктура, посебно на територијата на Скопје, е доста голема и значајна. Тука пред се мислам на приватните болници и ординации, и луѓето едноставно имаат избор дали да чекаат во државниот здравствен систем, каде што често пати нели големи редици, гужви, закажување на прегледи трае со месеци, или алтернатива брзо достапна услуга. Посебно приватното здравствено осигурување доаѓа на дневен ред кога луѓето ќе се изложат на клиентите ќе се изложат на некои високи, нормално високи трошоци или пак често се соочуваат со некои здравствени проблеми и со цел да превенираат во иднина вакви случаи, оние решението го гледаат во овој тип на осигурување. Самиот факт дека голем дел од државните болници ги значи Министерството за здравство ги претвори во ковид болници или цели ковид оделенија, доведе до факт да се зголемува чекањето на останатите пациенти за други видови на специјалистички прегледи, друг вид на медицинска грижа, и со самото тоа предизвика голем дел од клиентите кои што нормално може да си приуштат да се свртат, да се дивертираат кон приватното здравствено осигурување,
И со тоа у суштина нели да се зголеми самата свест. Тоа придонесе оваа класа да, како што и кажа веќе, да има страшен енормен пораст во изминативе 2 години. Со самото тоа што клиентите користат доброволно, односно приватно здравствено осигурување, ги избегнуваат оние непотребни гужви, чекање на редови и добиваат брзина и достапност на услугата. Секаде, значи, во светот, развиеноста на здравственото, доброволното здравствено осигурување зависи од поставеността на државниот здравствен систем, односно на поставеността на државните и на приватните болници, но е факт дека секаде постои во голема мера, значи, субституција нели на државното здравство од причини од кои што и претходно ги кажав, тоа е лесната достапност и брзината во нудењето на услуги, а многу често знаеме дека посебно кога се работи за здравјето на пациентите, посебно во делот нели кога се заболени од некои болести, доколку чекаат нели да извршат определен преглед или некоја интервенција, тоа често пати може да биде и пресудно. Затоа и секаде во сите нели економии и генерално кога зборам и за осигурителната индустрија, здравственото осигурување се повеќе и повеќе, значи кај незадолжителните класи добива свој примат. Примерно, најголем потенцијал има приватното здравствено осигурување. Денес граѓаните се повеќе го ценат своето здравје, бараат квалитетни услуги од страна на медицинските установи, бараат квалитетна докторска грижа и бараат да имаат соодветно решение кога ќе имаат потреба за лекување. Исто така, значајно подобрување има и во бизнис сегментот, каде што се повеќе работодавачи го возможуваат приватното здравствено осигурување како бенефит за своите вработени. Тоа пред се го прават заради грижата за здравјето на своите вработени, за континуитет во бизнисот, меѓутоа и за да го направат своето работно место или работната средина која креираат поатрактивна за новите вработени. Од тој аспект очекуваме овој тренд да продолжи и да има зголемување во овој дел пазарот. И во оваа класа има навистина голем простор за зголемување, пред се затоа што според наши проценки само мал дел од становите се осигурани. Според наши проценки околу 20% од вкупниот број на станови е осигуран, додека во европски рамки тие бројки се навистина поголеми. Таму не се осигуруваат становите само задолжително доколку се финансира преку кредит, туку тоа се прави на доброволна основа и секој го осигурува својот дом. А навистина е пракса пред да се влезе во домот, тој да биде осигуран без оглед дали се работи за имот кој што е сопствен или за имот кој што е изнајмен. За да се зголеми свесноста за осигурување, навистина е потребна континуирана едукација од осигурителните компании. И ние тоа го правиме секојдневно во нашата комуникација со клиентите, меѓутоа тука мора да се вклучат сите активни чинители во заедницата. Може би требало да се најде осигурувањето во најранните фази од едукативниот систем, како би можело и најмалите генерации да се запознаат со бенефитите од осигурувањето, кое што овозможува споделување и префрлање на ризикот кај оние на кои што тоа им е основна дејност. Секако, за зголемување на довербата во осигурувањето и во осигурителниот сектор, неопходно е одговорно работење, меѓутоа и будно следење на работењето на сите компании. Осигурувањето е дел од пазарот на капитал. Што велат трендовите и што велат сознанијата во поглед на осигурувањето кај нас ви откриваме во истражувањето кое што го направивме. Осигурителните компании се важен сегмент на финансискиот пазар. Преку продажбата на осигурителните продукти тие мобилизираат финансиски средства со што учествуваат во дефинирање на понудата на финансискиот пазар. Теоретските и емпириски податоци покажуваат дека земјите кои имаат поразвиен финансиски сектор уживаат побрз и постабилен долгорочен развој. Банкарскиот сектор е главен столб и двигател на развој на финансискиот пазар. Осигурувањето, иако по обем значајно помалце, сепак е еден од главните учесници на финансискиот пазар во Македонија.
со вкупна годишна премија некаде околу 170 милиона евра, вкупни вложувања кои што осигурителните компании ги вршат на финансискиот пазар од околу 320 милиона евра и актива од над 400 милиона евра, дава до јасен показател дека животното осигурување сепак за економија како македонската е значаен учесник на пазарот на финансискиот пазар во Македонија. Добро развиен финансиски сектор значително влијае врз продуктивноста, што придонесува да се оствари повисок степен на долгорочен развој. Осигурувањето во таа насока игра важна улога во насочувањето на економскиот раст. Добриот развој, високиот развој на финансискиот пазар предпоставува развој на целокупната економија. Тоа значи развој на целата држава. Развиениот финансиски сектор придонесува за зголемување на продуктивноста, зголемување на или забрзан технолошки развој, затоа што обезбедува ресурси. Сето тоа овозможува еден долгорочен економски раст. Овој сектор придонесува за економски раст преку издавање на полиси за осигурување со кои им обезбедува одредена сигурност преку исплата на потенцијалните штети на корисниците на полисите, а едновремено преку комплементарноста со банкарскиот сектор и нивната инвестициона функција придонесува за развојот на економијата во една земја. Основната функција на осигурувањето е да направи одредена финансиска заштита во случај на настанување на одредени загуби, одредени несакани ситуации, како што се повреди, загуба на човечки животи, загуба на имот, здравствени потешкоти и така натаму. Но тоа не е само единствената функција која што има осигурувањето во економијата, има и многу други функции допринесува во економијата, почнувајќи од вработување на лица кои што извршуваат активностите на осигурување, плаќање на даноци, донации кои што ги даваме во општеството. Можела да кажам дека осигурувањето на некој начин е тесно поврзан со социјалната политика, односно преку тие исплати кои што ги вршиме при настанување на одредени загуби за нашите клиенти, им помагаме финансиски во такви моменти, допринесуваме во општеството и на некој начин влијаеме на закрепнување и развојот на целото стопанство на земјата. Осигурителните компании се финансиски институции кои за утврден надоместок, пренос на премија обезбедуваат исплата на договорената сума, доколку се случи определениот или така наречен договорен настан. Основната функција на осигурувањето е пренесување на ризикот од страна на осигурениците до осигурителот. Осигурувањето создава основа за преземање на инвестиции, како предуслов за економски раст. Значи, преку заштитата при исплата на штета, покривањето на штета при штетен настан, меѓутоа и учеството на осигурителните компании во заштита на државниот буџет. Затоа што треба да знаеме дека повеќето од државните компании, јавните инфраструктурните објекти се заштитени преку осигурителни полиси и на тој начин при случај на штетен настан исплатата на штетата значи заштеда на државниот буџет. Тоа само по себе значи економски раст за државата. Со преземањето на ризикот од страна на осигурителните компании се намалува несигурноста и нестабилноста во економијата и се намалува влијанието на потенцијалната криза на микро и макро ниво. Во развиените земји во тек е дебатата за потребата од ревидирање на постојниот начин на социјална заштита на државата. Свеста за осигурувањето во поглед на нашава земја, ако правиме паралела со останатите земји, ќе забележиме дека е на пониско ниво. Денес се обидовме ова малку да го подигнеме. Довидување до следната приказна.